Секоја преселба е приказна сама за себе. Некои тргнуваат од село кон град, други од град кон природа. Но едно е заедничко за сите. Човек е навистина среќен само кога живее во склад со себе, со своето темпо и со својата филозофија на животот. Во ова кратко видео ја следиме приказната на едно скопско семејство чие секојдневие е спокојот на матка. Преку нивните утрински ритуали, децата кои растат покрај шума и вода, и малите моменти кои значат многу, ќе видите дека домот не е место, туку чувство. Бојан, мојот сопруг, се е роден тука во Матка и за него ова е природно место на живење, а мене ме привлече љубовта кон него. Придобивката од живењето во Матка е слободата. Најголема е слободата да живееш во природа. Мојата слобода е природа. Предноста е тоа што живееме во чиста средина. Јас наутро кога ги носам децата во училиште, поготово во овој период, понекогаш чувствувам грижа на совест затоа што влегувам во смог, во загадена средина. Предноста е таа, бенефитот е по квалитетен и поздрав живот. Според моите сознанија, со братичевите што ги рачунаме, значи ние 500 години поколенија дека што ги познаваме, што можеме да рачунаме, потекнуваме од Матка. Предпоставуваме, тоест како што ни кажуваат и постарите, ние сме првите што како население што почнува Матка, сме првите што живеат во Матка, што се шири Матка. Првите почетоци се од Свети Спас почнуваат, таму се вика, ја викаме се уште Стара Матка. Пред таму имало куќи, па потоа се преселуваат во Горна Матка, од Горна Матка се симнуваат надоле, најверојатно по вода, до реката Треска. Во овој период од годината, обично стануваме во 6 часот наутро. Најчесто јас прва станувам, правам утринско кафе, си го пиеме нели во преубавата природа. И потоа се спремаат дечињата за во училиште градинка. Имаме две мали дечиња, 7 и 5 години. Еден од нас ги носи. Летен период јас станувам прв, бидејќи имаме 200 насади со лештици, станувам во 4,5 савајле, одам ги полевам, ги средувам, ги косам, ги обработувам, се враќам дома, пијам кафе со семејството, со Андријана и продолжавам со сите останати обврски во текот на денот. Како и кокошките, градина, имаме градина летно време, имаме домати, пиперки, краставици, се тоа се гледуваме. Дечињата се среќни и задоволни исто така што живеат во природа. Например, во летните денови додека е училишен распуст, тие се пуштени буквално на слобода. По цели денови се во склоп со природата, долу на реката Треска пливаат, се бањаат, кога е потребно ги носиме нели по родендени, задоволуваме нивни потреби нормално. Меѓутоа поголемиот дел од времето си го поминуваат тука. Претходно се занимавав како фризер, имав сопствен дуќан, меѓутоа после одлучив да произведам путер од лешници, бидејќи имав во Матка нива неискористена и си реков зашто да не ја насадам и да биде плодна нивата и да направам убав производ и здрав производ од нивата. И сега, ете, стигнавме до целта, почнавме да произведуваме путер од лешник. Во моментот не работам ништо, двајцата сме невработени, моментално од тоа живееме. Јас исто така правам природни сапуни. Многу често ни доаѓаат гости. Ние во суштина сакаме да бидеме во контакт со луѓе, секогаш сме отворени за убави луѓе, секогаш се добре дојдени луѓето кај нас. Во минатото имавме многу повеќе, не доаѓаа само наши пријатели, туку доаѓаа и пријателите на нашите пријатели. Заедно со нив, тука се правеа многу забави, многу афтери на забави. Меѓутоа, откако имаме дечиња, нели, тие забави се редуцирани. Гости доаѓаат постојано и кога ќе дојдат не сакаат да си отидат. Ова е приказна за избор да се живее поинаку и да се живее поубаво.